Ние како мала држава не смееме да бидеме заедниот против другиот, бидејќи другиот утре за утре големите ќе се договорат на некаков начин. Со царини, без царини ќе ни замерат. Овие против кои сме во моментот де факто. Вие не можете држава со 1,8 милиони луѓе да биде ко-спонзор на резолуцијата во Обединетите нации барабар со Америка, да не спомнувам дека од другата страна беа и Северна Кореја и Белорусија. Споминавте зборот ќе ни замерат, мислам дека во македонската јавност има големи замерки кон тоа како Европа досега се беше поставена кон Македонија. И ако гледаме само вчерашното одлучување во поглед на помошта за Украина и како беше бајпасирано унгарското вето за таа помош, не може во македонската јавност да не се отворат тие прашања кога Европа сака, како наоѓа начин да заобиколи вето од една држава која што не се согласува со генералната политика на Европската унија, а кога нема доволно интерес, како во случајот на Македонија, никогаш да не наоѓа начин да ги бајпасира непринципиелните барања. Ние тие сили хариди на меѓународната политика сме ги искусиле. Прилично го имаме јадено на тој пат во наводници. Знаеме и со промената на името и со ова блокада која доаѓа врз потполно непринципилни причини од страна на Бугарија, а е практично поддржана солидарно од другите членки на Европската унија. Меѓутоа, што можеме да направиме во момент? Што е известно во Вашингтон? Известно е дека имаме претседател кој е, како го нарекуваат, трансакционен. Колку ќе платиш, толку ќе имаш. Ако не платиш, ти ја не ти давам исто така ништо. Ако е тоа така, нели можеме да видиме што ние можеме да понудиме, го имаме спорот со Бугарија, не можеме да влеземе во Европа, што ние можеме да понудиме кај ваков Трамп, ваков претседател, во однос на Бугарија? Ништо.